Добар ден, ученици. Почнува официјалниот дел на денешниот час. Имаме 49 присутни. Да видам денес што вие гледате во суштина. Денес јас часот ќе го следам од мојот мобилен телефон и ќе ви зборувам вас да видам што е тоа што вие го гледате. Добар ден. Сега 14 часот без 3 минути. Ќе ви споделам, ги гледате задачите што ќе ги работиме денес. Денес ќе работиме периодични децимални броеви, нешто многу интересно. И ќе работиме претворање на запишување на периодични децимални броеви како проценти. Значи ќе се обидам да ви објаснам некои работи. Ако завршиме денес ова предвреме и порано ќе завршиме со часот. За сите што сега се приклучува да напомнам дека времето што е тука 31 минута, тоа покажува кога ја се приклучив. Значи се приклучив за часот 30 минути претходно. Со моите ученици дискутиравме со присутните гости за тоа што ќе работиме. Значи вообичаено е бројот на присутни истиот како секој ден, околу 70 на 73 ученици. Добар ден. Добар ден. Имаме 53, ќе почекаме уште 2 минути и ќе почекаме 5 минути само од почетокот на часот и во интерес на времето. Добар ден. Добар ден. Наставниче, Повели? денеска пак ќе работиме квиз. Не, Душо, денес не го направив, не стасав да го направам квизот. Интересно беше вчера. Да. Квизот, значи јас ќе се обидам и едниот и другиот квиз, едниот и другиот квиз што беа, да ги направам слободни да бидат, за да може да ги вежбате задачите, да ги играте кога сакате. Ајде да отворам. Да се спремиме за тоа. Наставниче, кога почнуваме? Па почнуваме за официјалниот почеток ни е за 1 минута, ама ќе почнеме, ќе почекаме 5 минути и официјално почнуваме. Денеска нешто побрзо. Добро. Спремете си пенкало, по можност тивка просторија, ако е тоа воопшто можно во овој период, и почнуваме. Што еднаш напоменувам, видеолекциите, комплетната содржина од часот, после завршувањето на часот воопшто не ја обработувам, комплетната содржина онака како што зборувате оди на YouTube. Повели? Како е насловот? Насловот еве горе го гледаш. Запишување на периодични децимални броеви како процент. Први ќе ви објаснам некои работи, а потоа ќе ги копираме задачите. Запишуваме? Па пожелно е да пишувате, Стефан. После ќе ги гледате лекциите пак, ама додека... Значи, мојата девиза е дека математика се учи со пишување. Значи, не можеш да гледаш колку сакаш ти видео лекција, ама додека не седнеш да ја напишеш, да го напишеш тоа што го гледаш, мислам дека потешко би ти било. А уствари и научно докажано дека 15% се зголемува капацитетот на мислење ако тоа што го кажуваш, го запишуваш. Како е насловот? Еве сега ќе напишам. Насловот за денес е официјалниот комплетниот наслов. Периодични броеви и нивно запишување во проценти. Значи, многу важна содржина. Како и се што учиме, внимавајте, ние ги учиме основите сега. Нешто што ќе го повторуваме 4 пати до 9-то деление. Всушност 8 пати. А потоа ќе продолжите и во средно.
Ние сега некои поеми за прв пат ќе ги слушнеме, што ќе биде тука. Ќе ова се задачите од првиот дел на часот. Еве сега овде ќе имам и за периодични броеви. А се спремам да ги копирам, додека ги чекаме останатите да се приклучат. Сега 14 часот и 2 минути, почнуваме за многу брзо. Овие сите задачи што ги гледате ќе бидат достапни во PowerPoint презентација која што сите ќе може да ја видите, да се симните и да пишувате директно во незе, доколку сакате. Исто така, сликите. Значи, еве сега ќе направам нешто што правим и сликите од сите задачи што се решени ќе бидат објавени тука, на местото кај што сте логирани, за покасно да може да ги видите. Значи, како слики од решавањето на задачите. Се само да ви се помогни како што треба. Уште 2 минути чекам и официјално го започнуваме денешниот час. Значи, ова не е од тука. Некој задача... Молам? Има уште еден вирус. Шо има? Не те слушнав? Има уште еден вирус. Како вирус, бе, Златан? Малку ни еден, уште еден? Ханта вирус. Не е битно. Ќе се снајдеме, учени сме ние. Со сите. Еден уште од него. Добро. Сега ние да го прижеме овој главниот, што е после сето друго. Значи вака, сега 14 часот и 4 минути и ќе почнеме за 1 минута. Значи, ова е главниот дел, од каде што ќе почнеме. Но, пред се, имаме 67 гости сме. Имаме колку гости имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 гости, вклучувајќи ми и мене на мобилен. И денес имам повеќе од моите ученици. Официјално да го започнеме часот. Добар ден на сите. Благодарам што одвоивте од времето да бидете дел од мојата училница. Замолувам уште нешто и повторам правилата. Значи, не ги вклучувајте микрофоните, затоа што се јавува фонија и се слушаат звуци од вашите простори, а нема потреба за тоа. Ако сакате да кажете, слободно приклучете се и одговарајте на прашањата. Денес, како што гледате од насловот, како што може да забележите од насловот, денес ќе зборуваме за периодични броеви. Минатиот час зборувавме за претворање на дробка во процент или децимален број. Значи, овдека не е запишано децимален број, ама и тоа ќе биде спомнато. Зборувавме за дробки во кои што именителите беа содржатели на бројот 2 или содржатели на бројот 5. Или истовремено содржатели и на 2 и на 5.
овие броеви, односно овие дропки, многу лесно се запишуваја во процент или во децимален број, на тој начин што многу едноставно нивниот именител може да биде во случајот 10, во втората дропка 100, во третата 1000. Првата дропка ќе требаше да ја прошириме со 5, втората дропка со 25, третата со 125. И ќе добиеме 5 десетинки, значи 25 стотини, или 5 по 125 е колку? 500, 625. Значи запишено како дропка. Можеме да скратиме, ама тоа не ни е целта. Сега децимален број 0,5 десетинки, втората е 0,25 стотинки, третата дропка е 0,625 илјадинки. Во проценти, би ти требаше долу да е стотка, ова ќе биде 50%, 25%, а овој децимален број ќе биде 62,5% или 62,5%. Тоа го зборувавме минатиот час. Ако имаме содржатели на 2, во именителот, ако во именителот имаме содржатели на 5, во првиот случај прошируваме со 2 и имаме дропката 2 десетини, 0,2 десетини како децимален број или 20% како процент, затоа што децималниот број го множевме со 100, или дропката 2 десетини ја проширувавме со 10 и во бројител и во именител и ќе добиеме 20 врз 100. Тоа сега морам да го избришам за да пишуваме за другата бројка. Значи се проширува со 10 за да го добиеме резултатот. Ајде сега за дропката 75, последната. Да видиме со што треба да прошириме. Ако го искористиме фактот дека разложувавме на делители со дрво на делители, 75 се делеше со 5 и резултатот е 75 поделено со 5 е 15. 15-ката се разложува на 3 по 5. Во овој случај, бројот 75, што сум го запишал во овој дел, бидејќи во неговото разложување се појави тројка, односно број, кој што не е содржател ниту на 2, ниту на 5, во тој случај веднаш ќе знаеме дека дропката 1 врз 75 не може да биде запишана како дропка со именител 100. Исто така за дропката 1/15. Дропката 1/15. Ја препишам сега за да ви објаснам. Се извинувам тука. Ако ја заеме дропката 1/15, разложете го именителот 15 на делители, прости делители, на било кој начин, ја веќе користам дрво на делители, па се 3 и 5. Бидејќи во разложувањето се појави тројката, односно бројот 15, запишува како производ од 3 и 5. Бидејќи се појави тројката, која што не е содржател ниту на 3, ниту на 5, веднаш треба да знаеме дека дропката 1/15 не може да се запише како дропка со именител 100. Ова е многу битно да го разбереме. За да можам слободно да пишувам, тука ќе пишувам. Дали ви јасно ова што кажувам? Значи, уште еднаш ќе повторам, сега само ќе копирам некој од задачата. Некој од задачите што беа. Значи, тие две беа тука, 1/15 и 7/50. Значи, еве вака се. Сега ќе ви покажам нешто за што треба многу да внимавате. Значи, ќе запишам дропка од обликот 1/3. Најлесни дропки на почеток. Потоа ќе запишам дропката помножена, проширена,
именителот проширен со 2, 1/6. Пример. Именителот помножен со 3 ќе даде 9. Значи повторувам, дробката 6 и 9 не се еднакви со 1/3, само именителот е помножен со било кој првин со 2 па со 3. Овие дробки се викаат единечни дробки затоа што броителот му е 1. В година ќе учиме многу повеќе за овие. Што ми е целта сега? Целта ви напомнам е дека следното. Ај со 5 да ја помножам. Ќе добијам 1/15. Внимавајте сега. Бидејќи бидејќи именителот на дробката е број кој во неговото разложување на прости делители значи бидејќи именителот на дробката е број кој што во неговото разложување на прости делители нема броеви кои се производ од двојки и петки. Што сакам да кажам? Бројот 3, кој ќе го разложиме на прости, не можеме да го разложиме затоа што бројот 3 е прост број. Чи прост број. Исто така, бројот 5 е прост број. Сите знаеме дека бројот, сега ќе ги напишам тука сите прости броеви до 30, например. Нареден прост број 6 не е, 7 не е, 7 е прост, 8 не е, 9 не е, 10 не е, 11 е прост, 12 не е, 13 е прост, 14 не е, 15 не е, 16 не е, 17 е прост, 18 не е, оти се дели со 2, 19 е прост, 20 не е, оти е парен, 21 се дели со 3, 22 се дели со 2, 23 е прост, 24 се дели со 2, 25 со 5, 26 со 2, 27 со 3, 28 со 2, 29 и така натаму. Значи, ако имате дробка, чиј што именител е прост број, значи, ја сега ќе напишем. Ако дробката, молам? Што пише? Нема броеви кои се? Нема броеви кои се производ од двојка и петка. Сега тука може нема да бидам доволно јасен, ама ќе ви објаснам низ примери. Значи, именителот на дробката е број кој во неговото разложување нема броеви кои се производ само од двојка и петка. Овдека може да треба да стои само од двојки и петки. Значи, ако долу во именителот бројот го разложиме само како двојки и петки, како производ од 2 и 5, тогаш може да биде запишан како конечен децимален број или процент, но ако не, нема да може. Сега тоа ќе ви објаснам. Молам? Што пишува кај 3? 3 е прост број. Значи тука се напишани простите броеви од 3, ама заборавен е 2. Прост број, двојката е единствениот парен прост број. Значи од двојка до 29 се запишани сите прости броеви. Да видиме дали имаме пропуштено некоја, мислам нека беа тие. Ако имаме ќе ги допишеме. Значи уште еднаш, продолжувам. Ако дробката има именител кој е прост број, тогаш Наставниче, молам, Марија Мартиновска треба да ја додајте. ајде да ја додајме Марија Мартиновска. Друг некој, ајде дур сум тука. 71 сме со се Марија сега. Се враќам назад. Ивона Митреска, ајде уште Ивона да ја додајме. Друг некој дур сум тука сега. Бојан Марковски.
Бојан Марковски. Друг уште јаде? Мика Кераловски. Ајде, некој друг? Николина Дамевска, мислам дека не е дадена. Еве Николинче трет. Ајде, уште една минута да почекаме. Добро, ако случајно имате некој попатно, гледајте како оди дискусијата, не прекинувајте на средина, треба да повторувам. Почекајте како е. Еве Вероника има проблем со тоа, значи не прекинувајте текот на мислата кој ќе завршиме со тоа што го кажуваме, слободно после ќе го додајме тоа. Значи вака се. Што сега да ви кажам? Значи ако дропката има именител кој е прост број, тогаш таа дропка не може да се запише како дропка со именител 10, 100, 1000 или така натаму. Значи со именител 10 на некој степен, како степен со основа природен број. Во другите години, подоцна во 8 и 9 ќе учиме кога ова може да биде и негативно. Значи, повторувам уште еднаш. Ако дропката има именител кој што е прост број, во тој случај никогаш нема да можете да ја напишете во дропка што има именител 10, 100 или 1000. Еве на пример сега, тогаш се поставува прашање, како ќе ја запишеме тогаш? Така кога не можеме? Молам? Што значи тоа во заградата? Тоа значи дека бројот 10 се запишува како 10 на први степенот, има една нула. Бројот 100 е 10 по 10, а ќе учиме покасно дека ова е 10 на квадрат, учевме тоа степени, по кој што бројот, значи степен, беше број кој што е составен од два броеви. И степенувањето беше, значи, ваквиот запис се вика степен. Првиот број се викаше основа на степенот, а бројот што е горе, погоре напишан, се вика степенов показател, или уште ние си го викаме експонент. Значи, основата на степенот е 10, а во случајот показателот е двојка. И степенот 10 на квадрат значи дека основата се множи сама со себе два пати за да се добие 100. Во бројот 1000 основата е 10, а бидејќи имаме 3 нули, бројов се множи сам со себе 3 пати, или тоа скратено се запишуваше 10 на 3. Молам? Во квадрат, тоа малото квадрачка што пишува 2. Тоа е степенов показател. Тука почет пишува? Степенов показател или експонент. Значи ова го учевме кога пред да почнеме со множење со 10, 100 или 1000, ама добро. Молам? Може да ливнем од калов, да влезам од компјутер? Нема проблем, слободно приклучи се како сакаш. Значи сега, уште еднаш да повторам. Ако дропката како именител има број што е прост број, тогаш знаете веднаш дека не може да биде запишана како дропка со именител 10, 100 и 1000. Па колку и да се обидувате ви. Но тоа не значи дека не можеме да работиме со такви дропки, туку напротив во математиката тие се неинтересни за работа. Еве сега ќе видите зошто. Дропката е 1/3. За да ја запишеме во тој случај, бидејќи именителот е тројка е прост број, единствен начин за да ја запишеме како децимален број, потоа и во процент, е следен. Ако бројот 1 го поделиме со 3. Затоа што нели дробната црта го заменуваше знакот за делење. Ако делиме, ќе добиеме 0, бидејќи 1 е помало од 3, 0, 0 по 3, 0, ако одземиме 1, бидејќи имаше неограничен број на нули, ќе пишеме првата, а
тогаш ќе ја пишеме децималната запирка. 10 поделено со 3 е 3. 3 по 3 е 9. 1. Го добив истиот, забележувате, истиот почетен број. Значи сега спуштам повторно 0, па 10 делено со 3 е 3, па повторно е 9, и значи по стапката можам да ја продолжувам на до бесконечност и секогаш ќе добијам тројка назад. Сега, ова значи дека ваквите броеви, значи ево овде ќе пишам броевите во кои, молам, има еден сайт се вика Google Classroom. Вака сега, ние не сме таму, те молам, да завршиме, па после ќе ви објаснам за тоа. Да, постои Google Classroom за тие што ќе не следат. Добро е да објаснам. Молам? Од Кире Гарвиловски ние имаме Google Classroom, Вака може, но тоа што го добивате домашната, на која што Министерството за образование и наука на Македонија. Вие во суштина добивате линк од Google Drive на кој што вашите наставници наместиле ресурси. А за да добиете Google Classroom, треба да имате направено многу повеќе од обичен линк што ќе ви го даде наставникот. Че Google Classroom е платформа, дозволи. Сега ова не е часот, после ќе дискутираме. Значи Google Classroom е платформа исто како Microsoft Teams. Она кој што го работат моментално училиштата е споделување на линкови на Google Drive, што е далеко од Google Classroom. Сега оставете прашања за после, продолжуваме со часот. Значи, броевите во кои има децимали, значи има децимали, односно цифри кои се повторуваат до бесконечност, се викаат, значи децимали, повторувам, се викаат бесконечни, периодични, децимални броеви. Значи, ако во бројот имаме децимали што се повторуваат, тој број се вика бесконечни, периодични, децимални броеви. Значи, внимавајте, бројот 0, значи бројот, сега ќе се вратам, 0,3, 3 и така натаму, е бесконечен, периодичен, децимален број. Но бидејќи сега во математиката сакаме да биде многу јасно, прецизно тоа напишано, нема да пишуваме точки во бројот, туку има меѓународно договорени стандарди како тоа се пишува. Значи бројот во кој што цифрата се повторува, се пишува целиот број доколку има, а бројот што се повторува се пишува во заграда. 1, 2, 3 или 5 или 10. Чи во заграда се пишуваат сите броеви што се повторуваат. Значи, бројот што се пишува во заградата се вика период на децималниот број. Односно, период е цифрите што се повторуваат. Повторува може да бидат 2, 3, 5 или 10. Сега ќе објаснам на пример. Например, ако имаме ваков децимален број, овдека не смеам запирка, значи 0,12, 12, 12, 12 и така натаму. Забележувате дека овдека, ја избришав, забележувате дека цифрата или двете цифри, 12, се повторуваат. Во овој случај, периодата не е една цифра, туку се две цифри, и овој број ќе го запишеме како децимален број на скратен начин 0 цели и цифрите што се повторуваат во заграда.
Значи, на овој начин покажуваме дека се работи за децимален број, што има 0,12 како цифри што се повторуваат до бесконечност. Двете цифри. Внимавајте. Записот следен. На вакво нешто. Повторно имаме истата периода, но сега што значи овој запис? Значи дека 0, четворката е прва децимала, ама повторувањето на цифрите почнува од втората децимала или од позицијата стотинки. Ова е многу битно, затоа после како ќе запишуваме дропки или проценти. Дали ви е јасно? Значи внимавајте. Сега има едно правило кое што ќе ви го кажам, ама ќе го докажувате тек во средно. Пример. Ако дропката, внимавајте, ова важи сега само за многу интересни дропки. Да научиме нешто практично. Ако дропката има именител 9. Значи, ова важи, повторувам, само за дропки со именител 9. Оваа дропка веднаш можам да запишам дека и без да делам дека ќе биде од овој облик. Кецот ќе се повторува до бесконечност или кратко ќе ја запишам на следниот начин. Дропката 5 деветини ќе биде 0,5 во период. Доказот на ова, а тој што сака после часот нека остане ќе му го кажам, а ако не ќе треба да почекате до прва година средно. Ако не ми верувате на тоа што го пишувам. Значи, дропката третина. За да го искористам овој трик што ви го кажав сега тука, треба да ја направам со 9. Треба да проширам со 3, ќе добијам 3 деветини и решението веднаш знам дека е 0,3 во периода. Тука се мала дигресија. Сакам да ви спомнам дека кога ќе читате странска литература или на интернет имате се и се што, ако наидете на вака запишан број, чи како сега што ќе го запишам јас. Значи 0,2134 со две точки. Ова значи дека бројот помеѓу првата точка и последната точка е периодот. Значи периодот е 2134. Значи овој број може да го најдете некаде запишан и на следниот начин. Во книгите може да го најдете запишан и на следниот начин. Но кај нас, во нашите книги, и јас со моите ученици ќе го користам овој начин на запишување, без при тоа да користиме точки. При тоа, точка се става само на првата и на последната цифра од периодот. Чи периодот е групата на броеви што се повторува. Чи овој број е сушност 0,2134 завршува периодот, па 2134, па 2134 и така натаму. Значи се работи за бесконечен, периодичен, децимален број. Е сега, некој ќе праша. Што ако дропката има 99? Долу. И еве горе јас напишам 12. Че повторно имам деветки. Во тој случај, постои правило кое што повторно ќе го докажувате, кога ќе бидете повозрасни, дека бројот 12 врз 99 се запишува како 0, и така натаму, односно 0,12 во периода. Ако имате број 14 врз 90, ева. Дали има некој од вас дигитрон? До него. Нека го пресмета бројот, јас немам. Нека го пресмета на дигитрон сега 14 врз 90. Колку е тоа? И нека го кажи резултатот. Јас го знам како е децималниот број, тоа сакам вие да го кажете. Колку е 14 поделено со 90? Како? Значи 0, или внимавај, 0,1 0,15
15 се повторува. Не, се повторува. Не, наставите се повторува петката. Еден. 0,1555. Наставите вака е 0,1555 така до бесконечно. Добро. Добро. Нема шестка, не. Не, нема, не сме да има, се повторуваат. Че овој број, ако така го добивте на дигитрон, запишан е 1 и 5 во периода. Значи, за тој што сака да научим нешто повеќе, нека ги разгледа овие децимални броеви и ќе види дека има многу интересни правила во нив. Сега, да се вратиме на тоа што ни требаше. Сега да земам некои од примерите. Например, ќе земеме со 11. Значи, ќе земеме пример од 4 11. Евака се. 4 11. Повторувам, сите дробки, чии што именители се прости броеви, имаат многу убави правила во периодичност. Ајде вака се. Бидејќи бројот 11 е прост број, за да го претвориме во децимален број, мораме да делиме. И сега внимавајте, ова може да треба малку повеќе да делиме. 0, ќе одземиме, спуштаме децимала и продолжуваме да делиме. Тоа е 3, 33, тоа е 70, исклучи го микрофонот ако сакаш, 66, 40. Ќе видите сега што се случи. Добивме, одека да не сгрешив јас, 66. Еве сега јас го делам, значи не ви треба дигитрон, ви кажав кога ќе ви треба дигитрон. Значи, пошто ќе знам кога почнува периодот на повторување. Видете сега. Кога четворката е прва, кога ќе ја добијам веќе предходно, значи треба да добиете веќе предходно добиен број. Тоа значи дека постапката што сте ја правеле. Едно по друго иште да биде. Едно, значи додека го добиете бројот 4, кој ќе го добиете 4, значи треба да направите истата постапка. Ве молам микрофонот исклучи. Сега ќе биде 3, 33, па 70 и постапката е иста. Че бројот 4 11 како бесконечен периодичен децимален број е 0,36, 36, 36 и така натаму. Или пак, тоа ќе го запишеме како 0,36 во периода. Чи периодот уште еднаш повторувам се цифрите што се повторуваат. Сега, многу важен дел. Следното. Како овој децимален број да го претвориме во процент? Први да видиме да го заокружиме. Значи прво на цел број. 4 11 или 0,3636 или 0,36 во периода. Кога ќе заокружувате периодичен број, задолжително освен периодата, напишете ја периодата најмалку 2 пати. На цел број. Ова е приближно, че не е еднакво, е 0. Че многу близко е до 0, не е ни половина. Затоа што цифрата е тројка. Сега да видиме. На едно децимално место. Тропката 4 11 ја пишувате како децимален број со повторување барем еднаш на периодот. Едно децимално место. Првата децимала е 6, втората децимала е 6, која што ќе ни каже дека се заокружува нагоре, односно решението е приближно 4 десетинки. Ако заокружиме на 2 децимални места, значи сега бробката 4 11 е 0,3636. Бидејќи се окружуваме на 2 децимални места, а периодот знаеме дека е со 2 цифри, за да успешно заокружиме треба да имаме трета децимала, односно првото појавување на периодот уште еднаш. Затоа ви велам дека морате да напишете уште едно појавување на периодот. Цифрата е тројка, се заокружува надолу, односно шеската останува иста и заокружувањето е 0,36.
Сега, ако сакаме да заокружиме во проценти, требаше, нели правилото беше, секој децимален број се запишува во процент, ако бројот, вака ќе запишем сега, се помножи со 100. Значи сега, ако првиот број го помножам со 100, го помножам и вториот. Првиот не е запишен во период, а вториот е запишен во период. Што ќе добијам? Ќе добијам, значи 0,36, 36, 36 и така натаму. Го помножам со 100. Ќе дојде 36 цели, 36, 36 и така натаму. Значи повторно истиот период. Разбирате, периодот уствари што беше овдека во првиот случај, сега стана цело во нашата задача. Овој период овдека сега стана цело. Значи решението ќе биде како процент, откако множиме со 100, како беше правилото? 36,36 во период, ама проценти. Сега, бидејќи многу е незгодно во процентите да имаме период, 36 колку ќе биде, можеме да запишеме дека ова е приближно 36%, но тогаш ќе сгрешиме. Ако сакаме да бидеме комплетно прецизни, математички, ова ни е 36 цели плюс 0,36 во периода. И ова целото, повторувам, вие во процент. Односно, знаеме на почетокот дека 36 во периода беше добиено од децималниот од дробката 4 единаестини. Овој број е 4 единаестини, а првиот број си го препишуваме. Значи решението, прецизно математички запишано, ни е 36,4 единаестини проценти. Значи, уште еднаш повторам, го пишувам бројот. За побрзо да го разбериме ова. Како правило, периодот што се случува во децималниот број, кога ќе го множиме со 100, станува цел број. Значи тоа е овие двете цифри или периодот одат цел, а додека останатите цифри што го прават периодот всушност е дробката од која што го добивме децималниот број. Ова е малку незгодно, можно да имате проблеми со разбирањето, ама ќе решиме неколку задачи и ќе видите. Сега, што сакам да ви спомнам? Овдека ова е правилото на запишување на дробки со именител 11. Значи дробките што имаат именител 11 ја представуваат така наречената момент фамилија од 11. Повели, кажи сега. Значи, сега што значи фамилија од 11? Ние решивме за 4 единаестини. Сега ќе решиме пример за 10 единаестини. Што ќе се случи кога ќе имаме децимален број 10 единаестини. Видите како можеме да го искористиме претходното. Че повторувањето ќе биде исто, само малку ќе биде поинаку запишано. Повели? 10 единаестини мислам дека ќе биде 10 кучи, фамилии, 11. Сега ќе провериме, ќе поделиме. 10 поделено со 11, затоа што дробната црта беше делење. Тоа е 0. 0 по 11 е 0. Спуштаме децимала, шуваме запирка. Сега, 100 поделено со 11 е 9. Тоа е 99. Значи имаме 1, спуштаме 0. Затоа што кецот е овдека најчесто грешите. Кога ќе имате, кога ќе ги одземите броевите и добивате број 1. Значи 100 минус 9 е 1. Спуштате, значи веќе спуштивме една 0, кој ќе спуштите децималата од бесконечностите, нулата, 10 е помало од 11, па пишувате 0. Треба да спуштиме уште една цифра, па 100 поделено со 11 е 9. И забележувате сега кој е периодот.
во овој случај. Постојано ќе имаме повторување 90, значи тропката 10 единаестини претворена во децимален број 0,90 во периода. Сега, кој ќе го запишуваме во процент. Значи ова е во децимален, значи вака се запишува во периодичен децимален број. А ако треба 10 единаестини да го запишеме во процент, тогаш ќе го искористиме претходното и ќе додадам уште еден период. 2 ќе напишам. Бидејќи требаше сега да го помножам со 100. Секој број во процент се запишува со множење со 100. Ќе добиеме дека па имаме 90,90 и така натаму, затоа што овдека повторувам периодот оди до бесконечност. Значи ќе добиеме, ако го запишеме во развиена форма како 90,0,90. Суштината е тоа што кога множиме, ние уствари ја преместуваме периодата кај цифрите, зависно од множењето. Значи сега, 0,90 еве го на почетокот. А тоа беше 10 единаестини. Значи ова е 90 плюс 10 единаестини. Значи повторувам, ова е целото во процент. Односно, тропката 10 единаестини запишена во процент е 90,10 единаестини процент. Дали ова ви е јасно? Малку е незгодно, ама еве сега со ваша помош ќе пробаме да решиме некоја од задачите. Значи внимавајте, многу е незгодно, но ако сакате да го научиме, морате првин да почнеме да делим. Еве вака сега, например. Еве, например, дали ме разбравте, ќе ја земеме сега дропката 7 деветини. Ај, кој се јави последен? Кој збор на последен? Јас ќе видам. Значи, дали Душко Илиевски можеме да го вклучиме? Ако е тука се разбира. Ако не, Стефан, можеш ти? Јас? Да. Можам. Ајде, 7 деветини. Прво, дали оваа дропка можеш да ја запишеш како дропка со именител 10, 100 или 1000? Не. Зошто? Затоа што е прост број и именител е прост број. Така, и сега што правевме? Како ќе ја напишеш во децимален број? Добро, после. Другата задача. Сега што 9 делено на 7. 7 делено на 9. Седум Делиш делено на броителот со именителот. И 7 минус 0. добро, значи 0 цели. Добро. Да. После Седумката спуштаме. 0 спуштаме сега. 90. 70, не 90. 70 делено со 9. Да, 70. Колку е тоа? Плюс 5, 9. По 8. 9 по 8 колку се? 72, значи мора да е 7. 9 по 7? Да. 6, 3 и повторно 7-ка, и повторно 7-ка, и повторно 7-ка, и до утре 7-ки. Значи правилото што ви го кажав, штом долу имате 9-ка. Значи правилото со 9-ка, не ако е броител, например, 6. Не, правилото што ви го кажав без доказ е дека ако именителот е 9-ка, тогаш бројот ја има цифрата за броител во период. Молам. Да. Молам. Значи, бројот 7 деветини е 0,7 во периода. Значи, уште еднаш проверувам. Правило кое што не го докажавме, ќе го докажувате во средно. Ако дропката
има именител 9. Тогаш броителот на дропката ја го дава периодот од децималниот број. Ај сега кажи ми како ќе биде во проценти ова запишано. Стефан, тука си? Стефан? Дали ме слушате? Јас никого не слушам. Значи јас ме слушам. Добро, дали? Значи, што ме слушаш, сите во ред. Маја, ти ме слушаш? Може да зборуваш? Да. Вака се. Ај ќе ти искористам тебе. Треба да го протвориме. 7 деветини во, или децималниот број 0,7 во периода во процент. Бидејќи слушнавме дека дропката 7 деветини не може да биде дропка со именител 10 или 100 или 1000, затоа што деветката е прост, мораме да множиме со 100. Дропката по 100 или децималниот број по 100. Сега дропката, немаме се уште учење множење на дропка, ќе го множиме децималниот број по 100. Сега колку ќе биде 0,7 во периода по 100? Тоа ќе биде... Значи, Молам? тука пише не може да биде дропка со именител 10, Да, 10, 100 000, да. Значи, 0,7 во периода. Кој ќе го множите? Задолжително запишете го со повеќе децимали. Значи, Тоа ќе биде 0, пази, множиш со 100. Тоа значеше сите цифри во бројот се зголемуваат 100 пати. Значи, ете така, ма 7, 7, 7 и така натаму. Значи, 77 плюс, вака, 7 во периода. Ама внимавај, бидејќи помножи со 100, резултатот е процент. И рековме дека периодата што е тука, периодата, не треба да биде и не е практично да биде во процентот. Како ќе кажете во продавница, намалена е цената 77,7 во периода процент. Многу е незгодно. А за таа цел го пишуваме во развиена форма бројот, односно 77 цели плюс 0,7 во периода. Колку е 0,7 во периода? Нели виде дека тоа е како дропка на почетокот? Колку? 7 деветини. Значи, задолжително во процентот ќе биде периодот, што го добивате, 77 и 7 беше колку? Ја гледам, 7 деветини. 7 деветини проценти. Дали е јасно? Да. Сигурно? Значи, Повели? можете по-горе да пазите каде со кажу не може да биде дропка. Еве го. Значи, гледајте го тоа, за да видам са некоја друга задача, оти при крај сне прилично тешко е ова. Молам? Уште малку по-горе. Ајде, уште малку ќе го гледате, после ќе ги добиете задачите, а мако. Значи, додека препишува, дали ви е јасно на сите или има проблем да повторам? Значи, ова ќе го учиме уште еднаш в година, па уште еднаш до година и ќе научиме многу побрзо да работиме. Значи, сега почнуваме да учиме. Внимајте, простите броеви во математиката воопшто се едни од најважните броеви, ама исто така и најтешки. Сега ќе заеме пример еден. Ајде да видиме вака. 11 не спомнавме, еве сега имаме 3 12 ќе заеме. Тропката да видиме. Сега фамилијата 12 ќе ја разгледаме.
Значи ќе разгледуваме фамилијата на 12. Значи еве ќе запишем фамилија на 12. Че ова значи фамилија на 12 се сите дробки кои што имаат именител 12. 12. Че може да биде, внимавајте, може да биде едно цело и нешто врз 12 во зависност од тоа колку е бројителот, ако е поголем од 12. Сега одиме вака. Ајде ќе земеме, например, еве првото, 1/12. Прво што треба да проверите, дали бројот 12 е прост. Значи прво, дали 12 е прост. 12 не е прост број, затоа што двојката се дели со него, тројката се дели со него, четворката се дели со него. Значи не е прост. Кои? Значи ајде да го разложиме. 12-ката разложен на делители, јас секогаш го користам дрвото на делители, а понатаму било како. Можеме да го напишеме како производ на било кои два броеви, или англичаните го викаат cherry tree, значи дрво од цреши, се разложува на два прости броеви, чии што производ го дава бројот 12. Тројката е прост број, тука завршува гранката, а четворката се пишува како производ на два броеви. Значи, бројот 12 разложен на прости делители е 2 по 2 по 3 или 2 на квадрат по 3. Сега, доколку во производот во разложувањето, тоа што ви кажував на почетокот, имавме само двојки, ќе беше во ред. Но бидејќи имаме тројка, која што е прост број, тој број ќе ни каже дека дробката, сега ќе пишеме, бидејќи во разложувањето бидејќи во разложувањето на именителот 12, ќе го запишем, 2 по 2 по 3, се појави прост број. Или уште подобро, број кој што не е двојка или петка. Се појави прост број. Тогаш тие дробки се бесконечни. Тие дробки, вака ќе напишеме, не можат да се запишат како дробки со именител 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 или така натаму. Значи, во тој случај, сите такви дробки од таа фамилија ќе бидат бесконечни периодични броеви. Значи, внимавајте, фамилија 12. Од не започнува и фамилија 144. Или на фамилија 36, затоа што секој именител може да се добие првиот помножење со 12, а вториот множење со 3. Или пак 24. И сите тие ќе бидат, веднаш знаеме дека ќе бидат бесконечни периодични децимални броеви. А за тоа како ќе биде периодот и кој ќе биде, вие треба само едноставно да го поделите бројителот, еве, кецот со 12. 1 со 12 не може, тоа е 0 цели. Дали може малку погоре? Одма, ајде 56 за овој пример ни е последен и завршуваме за денес. Наставички, ќе биде? Сега да ќе бидат бесконечни периодични броеви. Значи, во тој случај сите такви дробки од таа фамилија ќе бидат бесконечни периодични броеви.
Чи сите дробки, каков и да е броителот, секогаш ќе биде бесконечен периодичен број. А за да видиме како ќе биде точно, вие можете само да поделите. Сега тука може и калкулатор да искористиме. Значи 1, спуштаме 0, 10 е помало, па повторно не можеме. Сега спуштаме уште една 0, сега 100 со 12, 9 е 108, значи не може, 8, па е 90 и... Колку ќе дојде? 96, така 8 по 2, 16, 96, е четворка, кој ќе одземе, спуштаме 0, односно сега ќе дојде 12, 40 со 12 поделено, колку ќе дојде тоа? 4 не може 3, 36. Значи, кој ќе одземиме четворка, спуштаме 0, повторно тројка, 36, повторно четворка и така натаму, значи периодата не е цифрата тројка што ќе се повторува. Значи дробката 1/12 запишана како децимален број е 0,08 и тројката која што се повторува. Значи бројот 3, овој дел, тројката е период. Са бидејќи не треба да пишуваме до бесконечност, си го запишеме скратено бројот 3 во периода. Дали ова досега е јасно? Значи, ова е како ќе го запишеме во период. Сега, станува другиот дел. Како во процент ќе го запишеме? За да го запишеме во процент. Значи, сега, во процент. Ова е најважното. Ова дигитронот нема да ви го даде. Треба бројот што го добивте овдека. Сенче? Молам? Пишуваме 3 е период. Тројката е период во овој дел овдека. Значи, овие трите цифри ни го даваат периодот. Значи, цифрата 3 што се повторува е всушност периодот и таа што се повторува. Ама внимавајте тука, периодот почнува од трета децимала, од илјадинки. Значи сега. Сенче, се слушам. Да, се слушаш повели. Добро, ти пречиска нешто. Нема проблем. Нема проблем. Значи сега, за да добиеме во процент, треба децималниот број, како што рековме, да го помножиме по 100. Или пак, кога ќе учиме множење, нешто покасно, 1/12 да го множиме со 100. Во тој случај, кога ќе го множиме децималниот број, ви кажував дека задолжително додајте си неколку од периодите, кои ќе го помножиме со 100, ќе добиеме како? Овие цифрите што се на десетинки, стотинки, ќе појдат во лево кај поголемите две места. Значи, осумката ќе дојде цело и тројките ќе дојдат, периодот ќе се премести две места. Сега ова ни е во проценти, затоа што го помноживме со 100. Сега, ако го разложиме бројот, ќе дојде 8,0333 и така натаму, кога целото повторуваме проценти. Внимавајте, ова истиот бројот кој што почнавме. Еве го горе. Еве го истиот. Ама внимавајте сега, тоа е 0,3333. Осумката е немаме. Значи овој број може да биде запишан 0,08 плюс 0,2 нули и тројката од почеток. Значи, 8, сега 3333 во периода. Како ви кажав, ако имаме во периодата една цифра, трикот со деветките, колку ќе биде ова како дробка запишан? Бидејќи периодата е тројка, а периодот е една цифра, тоа ќе биде 3 деветини, или пак во проценти, или ќе биде 8,1/3, ако го скратиме 3 деветини, односно решението е 8,1/3%. Значи дробката на почетокот, што беше 1/12, во децимален број беше, еве сега ќе запишем уште еднаш, 0,0803 во периода, а како процент 8,1/3%. Знам дека ова ви е тешко, не е едноставно, за таа цел сега ќе појдам кај задачите
ќе ги оставам и ќе ви ги кажам кои се фамилиите на дробки на кои што треба да поработите. Ева вака се. Мислам дека беа овие, не тоа, не, еве овде. Еве ги задачите. Значи, еве ги фамилиите. 11-тини, сите 11-тини пробајте да ги напишите. Не се многу, неколку од нив, да видите какво правило имаат. И првите се фамилиите на 11-тини. Потоа се фамилиите на 12-тини. Неколку од нив. Ева, овде имате фамилии. Наставниче, се извинувам, морам да одам. Добро, нема проблем, слободно. Кој што мора да оди, за кој и ние завршуваме за 2 минути. Добро, Фамилиите за 99 именител е истата како ви спомнав. Сега само да ви дадам како хинт, упатство. Овдека. Ако фамилијата е 99, тоа значи дека периодот ќе биде од 2 цифри. Сега, ако бројот е едноцифрен, значи за 4,99, ќе биде 0,4 во периодот, значи првиот број 4 врз 99 ќе биде 0,04 во период. Ако дробката е, например, 12 врз 99, таа ќе биде 0,12 во период. Пробајте да видите дека тоа е точно така. И уште, следното, ова ќе го пробајте да ги напишите, ова ќе го имате во квиз вечер, внимавајте, нема толку кратко, не е толку лесно да го запишите тоа. Видиме дали имаме уште нешто. Слободно, еве овде уште има седмини, 11-тини и 12-тини, тие што ги зборував. Еве уште овие, 6 седмини, 7 деветини и 8 деветини. Како задачи, вечер, бидејќи утре немаме час, ќе одморите, можете да ги решите квизовите што ви се поставени за моите ученици, поставени се во нивните групи, за останатите гости не можат да одговараат затоа што групата замина 200 корисници, а квизот може само до 200. Еве да искористам оваа прилика, јавно да ви информирам пред цела јавност, затоа што вечер ќе оди и на YouTube видеото. Овој наш час денес го следа и студенти од Природно-математички факултет, од математика, идни наши наставници. Голем поздрав и до нив. Кој што ќе ја збогатат оваа наша виртуелна училница додека сме тука, слободно може да коментираат со своји да учествуваат во часот со своји забелешки. Значи ние сме тука за да направиме најдобро што може. Значи ви благодарам на сите што бевте присутни денес тука. Се гледаме во понеделник во истото време на истото место. Довидување на сите.